Значи, овој закон се уште не е донесен и мислам дека не треба во ваква форма да се донесе. Сметам дека треба само дело што е за радиодифузијата со 3-4 амандмана да се вгради делот што е за дигитализацијата, кој што е неопходен да почне таа да се спроведува. Друго ништо не е потребно, нити за печатени медиуми, нити за интернет. Што се однесе до интернетот, според мои сознанија, во најголем дел во светот не е регулиран, дори некои има прилики да го видиме и таџикистанскиот закон, значи Таџикистан кој што важи за една авторитарна држава, таму интернетот воопшто не е предмет на регулирање. Се регулира телевизиите, се регулира печатот. Мојот личен став е дека на Македонија во моментов не е потребен закон за медиуми, бидејќи не гледам која е таа сфера што не е регулирана и која треба да се регулира со тој нов закон за медиуми. И од тука јас го поддржувам ставот на синдикатот, кој нели исто така смета дека на Македонија во моментов не треба закон за медиуми, во насока на тоа дека со ваквите законски решенија кои се нудат апсолутно се работи на ограничување на слободата на говор и слободата на медиумите во Македонија. Од тука мислам дека и оваа дебата и овој собир треба да се искористи во насока на градење на еден дециден став, за да може понатаму на вистина да се действува како релевантен чинител во општеството, во смисла на тоа дали ќе се заземе и ќе се постигне консензус околу тоа дали ни треба закон за медиуми. Ако се констатира дека не е потребен закон за медиуми, ајде тогаш да се вклучиме во промена на тие членови кои сметаме како заедница дека се спорни. Од друга страна, ако мнозинството се согласиме околу ставот дека не ни е потребен закон за медиуми, тогаш ајде да направиме да не дозволиме да се донесе таков закон. Конкретно со законот се предвидува создавање на тело кое што ќе има моќ, концентрирана моќ да одредува што смее, а што не смее да се објавува. И тоа е нешто што е исклучително проблематично за развојот на демократијата во Македонија. Дефинитивно со овој закон се влијае на тоа на сите оние кои што би сакале да го користат интернет како средство за изразување, а се физички присутни во Република Македонија. Самиот предлог текст покренува многу повеќе прашања отколку што решава некакви проблеми. И без претходно да се објасни самата потреба да се навлегува во овие сфери, нешто што не е случај во најголем дел од европските земји, е многу контроверзна и граѓаните врз кои што ќе влијаат овие мерки заслужуваат да бидат вклучени во дебатата на начин на кој што тие ќе имаат можности да влијаат на нејзиниот исход. Ово принцип, јас сум за многу полиберална опција која станува збор за медиумите, наместо регулација до детали, јас сум повеќе за дерегулација, корегулација и саморегулација на медиумите според мене, односно на медиумскиот простор, и се потребни неколку столови, пред се тука мислам на транспарентноста на собственоста, на обемот на рекламирање, на соцел да се направи еден амбиент кој што ќе биде позитивен од бизнес аспект за секој и рамноправен за секој учесник на медискиот пазар и некои други принципи кои што се битни за заштита на малолетната публика, битни се од аспект на неширење на говор, на омраза и така натаму. Се друго би можело да биде залудно, иако некој би рекол дека е добро до детали да се оди, да се знае што е што, кои се правилата и да не може лутање, скитање и така натаму. Но сето тоа може би било супер доколку станува збор за Шведска и за тој менталитет и за таа традиција и за тој капацитет на размислување, резонирање на целото општество, вклучувајќи и тука и политичарите и така натаму и јавност, односно совеста на тоа општество.